Денеска сум присутен овде со министерот за правда, директорот за санкции, директорот на самата институција, но под поттик и после разговор со Народниот правобранител, Хелсиншкиот комитет за човекови права и други организации од граѓанскиот сектор. Целта е да при денешната посета, директно преку владината камера и апарат, која што ќе дистрибуира одредени снимки и слики до вас медиумите, да допреме до граѓаните, но пред се до институциите, во функција на свесноста на лошите услови во затворите во Македонија. Ова е една од најголемите или најголемата установа казнено-поправна, каде што директно ќе се доловат условите од секој аспект. Денеска имавме прилика да ги видиме лошите услови. Денеска имавме прилика и да видиме дека не функционира она што значи програми за ресоциализација и подготовка на затворени и осудени лица да можат после издржување на казната да се вратат во еден нормален живот, каде што ќе придонесуваат за своите семејства. Хуманиот и социјалниот аспект апсолутно не е запазен и навистина јас се срамам што сум премиер на земја каде што затворите се надвор од сите стандарди на хуманост и социјалниот аспект на воопшто живот на лица кои што се осудени и издржуваат казна. Ова денеска очекувам да отвори дебат пред институциите кои што се надлежни, многу често повикани и од Народниот правобранител, и од Хелсиншкиот комитет, и од многу други граѓански организации, активисти. Многу често нашите сограѓани кои што издржуваат казна знаат да испратат апел и порака преку социјалните медиуми, испраќајќи слики на самите услови или слично. Токму цело тоа беше причината денеска да бидеме овде. Знаете дека почна да се разговара за можни решенија. Еден дел од тоа што го сугерираат луѓето практичари овде, луѓето кои што работат, но и луѓето кои што прават увид и ги контролираат самите институции, да огромен сегмент треба да се сруши. Дури не е ниту за реконструкција. Еден дел може да се возобнови, да се доведе до достоинствени услови, но секако државата мора да ги собере сите сили, за да може час поскоро да се организира, да инвестира и да ги подобри условите барем до она што значи минимум стандарди за човечко хумано живење. Ако по стандард треба да има 850 затвореници, овде има 1850. Тоа само по себе кажува какви последици повлекува. Тоа на слабите здравствени услови е дополнителен проблем, а зборуваме за здравје на луѓе. Храната веројатно е дополнителен проблем со самата бројка, која што исто така лошо. Луѓето кажуваат дека морат, за да имат колку толку минимум неопходен оброк и квалитетна храна, додаваат од дома преку пакети носени овде, дел си готват од храната овде. Изборувам до крај отворено, заради тоа што ова е навистина надвор од секој хуман аспект на организирање, на отслужување на затворска казна. Веројатно, дел од решението е и законот за амнестија. Ова тема се отвори. Веќе разговараат и работат неколку невладени организации, Хелсиншкиот комитет, Народниот правобранител има свое мислење, Министерството за правда ја води работата. Ќе го отвориме ова пред самите институции за да може да ја донесат одлуката, соодветно на она што меѓународната пракса го познава, ама јас знам една работа дека треба да се тргне во оваа постапка заради тоа што со вака натрупана бројка, со вакви услови, сигурно не е конечното решение, но едно од решенијата токму и ваквиот закон. Јас сум убеден дека ќе има комплетна свесност од владата, од парламентот, во делот на изнаоѓањето на решенијата за брзо решавање на ваквите лоши, нехумани и несоцијални услови кои што денеска ги видовме, а и граѓаните ќе ги видат токму преку фотоапаратот на владата и камерата на владата која што беше денеска со нас.